Пролетното сонце го измами на кафе друштвото на млади инвалиди во Делчево. Нивните индивидуални приказни, болки и препреки се споја во желбата за живот и другарување. Па да, моментално е резервирана, така да газата на кафе Палма и столици веќе нема да става на оваа маса. Ќе биде точно за нас резервирана, затоа што во нашиот град Делчево нема кај на друго место да идеш кафе да пиеш. Разменуваме искуства, овој бил у болница, па така протерал, овој бил па така протерал. Кој како со своите, сите имаме различни маки, секој со посебен тип на мака има. Значи сите сме индивидуално различни. Например, Александар е во количка, јас сум носител на брител диабет, што е многу редовно. Се жалиме еден на друг, па ќе ни текне, ќе се смееме, ќе си кажеме некоја за фраканци или некој виц. Така. Најмладиот од нив е 26 годишниот Далибор. Тој е 8 години врзан за количка. Па многу тешко со количката. Па ти тешко е со рацете, се умориш и ми помагаат другарите. Они ме шлепаат, така. Иначе не може. Тешко е со те заболат рацете тоа. Нивната животна приказна е секојдневната борба со препреките, со здравствените услуги и социјалната поддршка која ја добиваат од општината и од државата. Како и да се чувствуваш, животот продолжува. Можеш да се помириш со секоја една ситуација, не можеш да се затвориш дома во 4 зида. Мада институциите тоа и го налагаат. Ништо нема да му дадеме, нека седи дома, полека тој ќе се откаже од сеама. Човек не може така да се откаже. Јас сум бил активен, например, 35 години, па сега одеднаш да се затворам дома, тоа никогаш нема да го направам. Највозрасниот од нив е 47 годишниот Златко, бранител кој во 2001-та кај Танушевци останал инвалид. Тој е и представник на Националното здружение на инвалиди. Ние како здружение со локалната самоуправа скоро немаме никаква соработка. Имаме пробано неколку пати за да потражиме како прво некоја просторија која ќе ја додели општината, каде би се собирале за дружење, за дружење. Пред се би била таа просторија за да се помине дел од времето со инвалидите па и со здрави некои кои може да дојдат да се дружиме тоа. Али до сега немаме разбирање за таа работа. Александар, Далибор, Аци и Златко се хероите на нашето време. Декларативно, тие не се отпишани, но реално се ставени во некој втор план во општеството. Нивната борба за живот и меѓусебната грижа го ставаат на тест хуманиот карактер на едно општество и кој знае по кој пат тестот не е положен.